Последни вести денеска, добро вечер. Коридорот 8 ке го зајакне економскиот развој и регионалната поврзаност, објави Американската амбасада во земјава, информирајќи за почетокот на изградбата на автопатот Тетово-Гостивар, кој што е дел од овој коридор. Амбасадорката Агелер им се придружи на премиерот Мицкоски, вице-премиерот Николовски, вице-премиерот Меджити и други високи гости вработени во Бехтел и Енка на церемонијата по повод поставувањето камен темелник на делницата Тетово-Гостивар од коридорот 8. Амбасадорот ја истакна силата на партнерството меѓу САД и улогата на американската експертиза во изградбата на овој стратешки инфраструктурен проект, стои во соопштението на амбасадата на САД. Автопатот Тетово-Гостивар во должина од 18 километри се очекува да се изгради до 2027-та и неговата изградба ќе чини 90 милиони евра. Со неговата изградба до Охрид ќе се патува за час и половина. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски најави дека летово активно ќе продолжи да се работи во рамките на овој и на коридорот 10Д. Генералниот менаџер во Бехтел и Енка Джош Бейкер ги покани сите заинтересирани работници од најразлични профили да аплицираат за работа на официјалниот сајт на компанијата. Граѓаните заслужуваат инфраструктура која што им го подобрува животот. Ќе не мерите по завршени километри, а не по празни фрази, порача вице-премиерот Изет Меджити. Премиерот Мицкоски оцени дека денеска се почнува со еден од клучните инфраструктурни проекти во земјава, а со тоа, како што изјави, се испраќа силен одговор на сите скептици. Со една одсечка која што ќе ги поврзува коридорот 10 и коридорот 11, тогаш стануваме земја која што ќе биде директно поврзана со сите пристаништа во овој дел на Европа, а тоа е значајна алка на јужното крило на најголемата алијанса во човештвото, а тоа е НАТО алијансата. Сите општини, повторувам, се одзваа на вториот повик на Министерството за локална самоуправа и поднесоа проекти во вкупна вредност од речиси 16 милиарди денари. Ке продолжиме да ги финансираме овие проекти затоа што денеска, како никогаш порано, државата е едно големо градилиште. Замислете во еден момент на повеќе од 1200 локации ќе се гради. 38-годишник од Скопје денеска ја убил сопругата и се дал во бегство, но бил уапсен на Табановце попладнево, соопшти од МВР. Претходно околу 15 часот било пријавено дека во семејната куќа во Скопје тој со остар предмет на неговата сопруга и нанел повреди од кои што таа починала, а смрт констатирал лекар од итната медицинска помош. Осомничениот за убиството се дал во бегство и околу 17 часот тој е лишен од слобода и против него во координација со јавен обвинител ќе биде поднесена кривична пријава, соопштија од МВР. Суди, адвокати и обвинители се на долгата листа од 21 кандидат кои се пријавиле на конкурсот на МНР за нов македонски судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Според првата македонска судика во Страсбур Цаца Николовска, државата мора да води сметка при селекцијата на кандидатите, а пресудно е познавањето на меѓународните стандарди и нивната примена. Михајло Видимриски. Државата да води сметка и сериозно да пристапи во процесот на селекција на кандидатите пријавени за судија во Европскиот суд за човекови права, порачува Маргарита Цаца Николовска, која е прв македонски судија во оваа европска судска инстанца. Откако на адреса на Министерството за надворешни пристигнале 21 пријава, досега најголем број на кандидати за оваа функција, наскоро ќе се изврши нивно рангирање и ќе предложи тројца до Советот на Европа. Според Цаца Николовска, за Комисијата на Советот на Европа, која треба да избере еден судија, одлучувачко ќе биде познавањето на меѓународните стандарди и нивната примена. Тоа е многу одговорна функција. Мене овој голем број на луѓе кои што се пријавиле ме изненадува. Едно треба да биде јасно дека не е само познавање на јазикот, многу е поважно познавањето на меѓународното право, односно познавањето на праксата на Европскиот суд за човекови права.
Според информациите во јавност, на листата на кандидати се поранешната директорка на Агенцијата за суди и јавни обвинители Наташа Габер-Дамјановска, како и поранешниот председател на Државната изборна комисија Александар Даштевски, потоа поранешната врховна судијка Лидија Неделкова, но и актуелните судијки Олја Ристова од Кривичен и Габриела Гајдова од Скопска апелација, но и обвинителката Ленче Ристоска. Се споменуваат и адвокатски имиња, како Тони Менкиновски кој за Канал 5 потврди дека доставил кандидатура. Од Министерството за надворешни вела дека процесот на селекција ќе се спроведе во согласност со утврдените критериуми и процедури, со цел обезбедување на транспарентност и објективност при изборот на најсоодветните кандидати за оваа значајна позиција. Но може да се случи, објаснува Цаца Николовска, некој од нив или и тројцата кандидати кои ќе ги предложи државата да не бидат прифатени во судот во Страсбур, ако таму не ги поминат интервјуата. И државата, според мене, треба да води сметка кои тие тројца кандидати ќе ги номинира и ќе ги достави до Советот на Европа. На тој начин и сериозноста на државата према овој суд ќе ја покаже и ќе покаже дека во државата има луѓе кои што можат да ја обавуваат оваа функција. 9-годишниот мандат на новиот судија ќе почне на почетокот на 2026-та и ќе дојде на местото на Јован Илиевски, чиј мандат завршува. Пред Илиевски пак судија во Страсбур беше Мирјана Лазарова Трајковска. Тоа беше се. Пријатна вечер.